Добре дојдовте во студио. Гостин, доктор Дејан Ставрич, прв човек на Синдикатот на клиниките и очен хирург. Добре дојдовте, доктор Ставрич. Добар ден. Доктор Ставрич, во пакет со реформите во кои што се изнагледавме на многу спектакуларни реконструкции на болници, реконструкции на покриви, лепење на плочки, сега и нов протокол ќе ги учат медицинскиот персонал на хоспитална култура. Каков е вашиот став и што деновиве се случува на клиниките? Како реагираат вашите колеги? Добро, по однос на таа тема доста е забавно. Мислам, има многу коментари, бидејќи самиот настап отвори простор за многу шеги на таа тема. Пред се да кажам дека ова дефинитивно не може да се смета за реформа во здравството, затоа што суштински не значи ништо. Второ, не би требало да биде предмет на... Дали ова работа на Министерството? Не. Тоа никако не може да биде работа на Министерството, туку тоа се дефинира на многу пониски нивоа во раководството на самите единици, болнички, клинички и така натаму, како еден протокол за, па постои тоа и како дрес-код, да. Пожелно е да се тоа воведе унифицирано, за да пациентите бидат ориентирани, значи со кого комуницираат и како, дали е тоа болничар, дали лекар, сестра и така натаму или друг персонал. Меѓутоа, сепак тоа се решава во основни правилници што се на функционалните единици во здравството. Понатаму не би се сложил, слушам констатации во јавноста и од медиумите дека тоа е така во светот. Не, тоа не е така во светот. Како? Во светот па различно е. Значи и во јавни и во приватни здравствени установи министерот е доста прошетан, да речем, по болници во Америка, во Европа и така натаму, така да сигурно го забележал тоа. Постојат кодови за униформи, меѓутоа генерално лекарите во голем дел од тие установи дури и во цивил престојуваат. Значи надвор од оној дел што значи сала, што значи амбуланта, диагностика и така натаму, значи се однесува на консултативни, да, во контактот со пациентите, во кабинетските работи, во консултативните дејности, многу често ќе ги видите лекарите, завршените лекари во цивил. Тука пред се мислам на оние лекари во америчките болници каде што просечната плата изнесува околу $200,000 месечно, хируршка плата. Значи просечна во Соединетите американски држави во оваа година е таа. Така да мислам дека Министерството би требало во таа смисла, во тој правец да се ориентира во смисол на реформите. И сега вовед во она што сакам да ве прашам, дали ова може би е дефокусирање на јавноста од главните проблеми во здравството? Па, можно да е тоа мотивот, да. Се менува формата, суштината останува иста или? Што треба да се направи според вас? Што во моментот треба да се направи во здравствениот систем? Ургентно. Ургентно? Ургентно значи најургентно мора да се зголемат буџетите на болниците и на клиниките. Тоа е најургентно и ако сакаме вистински реформи, тоа е тоа. Ако сакаме да им пружиме на граѓаните, на нашите пациенти здравствени услуги, тоа е тоа што треба да се направи. Затоа што ако една болница во дадениот буџет што го има во моментов е ограничена со одреден број на диагностички или оперативни процедури, значи таа болница или клиника може толку здравствени услуги да пружи. Ако Министерството има искрена намера да ги покрие, да им овозможи здравствена услуга на граѓаните, треба да се дигнат буџетите, не зборам тука за платите, туку за буџетите на клиниките. Да. За да порасне бројот на здравствени услуги, да немаме такви листи на чекање какви што имаме. Например, на нашата клиника листите на чекање се движат од година дена до 6 години за операција на перде. Колка е вашата листа на чекање? Мојата е околу 6 години. Мислам, смешно е, навистина е смешно, ни еден пациент нема да чека толку време, а е приморан да чека. И нас ни е жал што не можеме да ги удостоиме со должното внимание и со да им ја пружиме таа работа која им треба, меѓутоа буџетите диктираат таа услуга. Вистинската реформа е таа. Значи да се направи вистинска економија во здравството и да се троши адекватно здравствениот денар. Во исто време во здравството се случува и друг момент, значи се набави скапа, софистицирана опрема, иако морам да нагласам дека некои клиники каде што е многу неопходно, например неврологија, воопшто немаат компјутеризирана томографија, остана болните, бубрежно болните без апарати за диализа, се случува процес кога лекарите го напуштаат јавното здравство.
добар дел отидоа во приватното, сега заминуваат во странство. Зошто? Зошто? Прво, морам да кажам дека таа набавка, без оглед за која сума и како била изведена, доста помогна во јавното здравство. Значи, многу единици болнички збора, многу клиники се опремија суштински. Значи, основната опрема која им е потребна, па и софистицираната која им е, да речеме, за надградба потребна, ја добија. Иако има пропусти кои ги поменавте, меѓутоа тоа е неизбежно во еден таков системски процес. Зошто лекарите го напуштаат јавното здравство? Па многу едноставно. Пред се заради условите во кои работат и заради притисокот со кој се соочени. Значи, постојано за пропустите, за нефункционирањето на јавното здравство се обвинети лекарите. Не е точно. Не се ниту лекарите, ниту персоналот виновни, ниту се пациентите виновни. Значи, вината единствено може да се бара во посредникот помеѓу тие две страни, а тоа е Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Организаторите и контролорите на здравствениот систем. Вие баравте, едно од барањата ви беше министерот да се однесува кон вас со достојна почит, сега се случува обратен протест. Тој бара од вас вие да се однесувате со пациентите така. Видите, генерално... Значи ли дека не сте љубезни со пациентите? Не значи. Мада верувам дека скриената порака кон граѓанството, кон пациентите од министерот со ова под наводници, да речеме, реформа, е дека ние сме нељубезни генерално и лоши со пациентите. Не е точно тоа, и пациентите тоа го знаат, граѓаните го знаат. Најголем дел од персоналот и од лекарите се многу коректни и љубезни и како што треба со пациентите. Значи, не сме некои невоспитани луѓе, па да сега бидеме допро воспитувани како треба да се однесуваме, знаеме како треба и се трудиме тоа да го правиме како што треба. Има инциденти, има поединци кои веројатно заслужуваат коректив, меѓутоа не може да се однесува тоа на сите. Деновиве се случува и еден лов по доктори, значи се наоѓаат, се затекнуваат доктори кои што работат во приватните ординации дополнително, дури има една иницијатива од Министерството за здравство до лекарската комора да му се одземе лиценцата за работа на еден еминентен професор од клиниката за онкологија. Ке реагирате ли вие како синдикат? Ке застанете ли за него? Ке застанеме, сигурно дека ги застанеме, затоа што работите треба од повише аспекти да се посматраат. Значи, не може да се посматра еден еминентен професор, како што рековте, само од аспект на сувопарна бирократија. Пред се треба да се види за кого се работи и што значи тој човек во македонското здравство, јавно. Се чини дека е единствен хистопатолог. Во моментов мислам дека е единствен искусен хистопатолог со голем потенцијал и со голем обрт, да речеме. Сега пак ќе се вратиме на основното прашање и тоа каде треба да биде реформата. Значи, ако тој хистопатолог во својата матична установа јавна, во радиологија и онкологија, допринесува, меѓутоа е ограничен со бројот на прегледи дијагностички што може да ги направи, тогаш е нормално. Значи, ние може да си замислиме дека 200 прегледи ќе има во месецот. Меѓутоа има 500 пациенти, има 1000 пациенти, можда 2000, на кои им е потребна таа дијагностичка процедура. Тие луѓе, ако не бидат обслужени во јавната здравствена установа, мораат да си бараат шаре. Едноставно, идат во приватните, идат во други јавни здравствени установи, па и во други градови. И не може да чека, нели се работи за карциноми. Да чека, нормално видите, третманот и конзервативен и оперативен зависи од дијагнозата често, да речам, во многу голем број на состојби и болести. Што се случува со проектот плаќање по учинок? Застанаа преговорите, имате ли сила да продолжите понатаму? Сила може би има, меѓутоа волјата се намалува, затоа што ете и во синдикатот морам и јавно ќе го кажам, тоа има една подвоеност, значи има едно влијание од политичките партии и од позицијата и од опозицијата од водечките партии, заради кои едноставно целиот процес се успорува. Во самиот синдикат зборам, не во однос на министерството. Сака да прашам на. Да, значи како ќе го решите тој проблем? Значи мора да се вратиме на чисто синдикалното делување, како што секогаш и била нашата заложба, независно од партиските влијанија, или да се тоа минимизира колку што може, затоа што во спротивно ќе станеме нешто слично на ова што денеска се големите синдикати, односно инструмент на власт или на опозицијата. Значи имаме струи разни, меѓутоа се знае што значи синдикатот, што значи синдикално делување и чии интереси застапуваме. Ги застапуваме интересите на вработените, на оние
од кои сме формирани. Не ги застапуваме интересите ниту на власта, ниту на опозицијата. Така да... Вие во која фракција припаѓате? Јас сум во баш што го нарекуваме синдикално делување. Сметам дека и до сега така сум делувал и доколку не најдеме капацитет во најскоро време, зборам за следниот период од неколку месеци, да се извлечеме од ова штетно, ќе кажам, партиско влијание, јас лично ќе го напуштам синдикатот, така да и генерално синдикално делување, затоа што не би имало смисла. Тогаш може да се ангажираме во партиите директно, не мора да преку синдикатите тоа да го правиме. Кои се вашите оценки што ќе се случува? Еве, синдикатот е пасивен, работите се одвиваат така како што се одвиваат. Во кој правец се движи здравството, односно здравствениот систем во Македонија? Знаеш што, животот генерално, па и големите системи како здравството, едноставно се одвиваат по објективни закони, не по пишани закони. Ние може во облик на закон да напишеме што сакаме. Колку е тоа реално и применливо, тоа е друго прашање. До сега, многуте парадокси што беа наложени по законски пат и во здравството и во други сфери, да речем, едноставно животот ги отфрла. Кај нас, например, се случува процес на напуштање на јавното здравство од страна на лекарите. Значи, како што почнав предска да зборувам, пред се, не е толку материјалниот момент. Лекарите се далеку подплатени од она што навистина го пружаат како услуга. Значи, меѓутоа, поважно од тоа е односот кон нив. Односно, постојаното пласирање на парадоксални услови на работа. Значи, ако ние сме ограничени со буџет, и ако јас како хирург, визави моите колеги на моја клиника, тоа важи за сите оперативни единици, имаме одреден број на операции еднаков или различен по ранг, како ние ќе се такмичиме меѓу себе, што е една од основните нели идеи на плаќањето по учина. Како ќе се одвоиме? Нема варијанта. Значи, мора да се зголемат буџетите генерално и мора да се зголемат буџетите во делот за наградување. Затоа што не е награда ако некого не основано казните, за да некого основано или неосновано наградите. Односно, истите пари ги фрфрлите од едниот џеп. Така е. Сега сме сведоци, значи, точно на тој парадокс. Во голем дел на клиники имаме такви разлики, каде што луѓе кои помалце работеле се наградени, а од оние кои повеќе работеле, а се казнети. И тоа е, што да кажам, немам други зборови за тоа. А уште поважно од тоа, значи од тој квантитативен момент, е тоа што во моделот, тоа што цело време го повторувавме за време на штрајкот и пред тоа и по тоа, недостасува квалитативна компонента. Значи, поважно од тоа колку еден лекар ќе направи здравствени услуги е како ќе ги направи здравствените услуги. Затоа што сепак пациентот е на прво место и тој треба да добие квалитетна здравствена услуга, да не биде бројка и да не биде третиран како шише пиво или кондура или не знам што друго што може да биде на производна лента. Не, медицината не е тоа. Ви благодарам на Благодарам и вас.